Друга медија, Европанишан, Комисион штето зјело, Дина Дешно, публикувај резултатот кој им парат зјело. Си перспективи оптимни, преди да се дешме, кани су рапати пречажда тидаш. Предат силит, дует към бален зједата пресилутара, на комунат Костивара прапчишно апров дежу. Ке одадот са рапати фундит към бајте на зједеве, ошта дата нимдиет јана. Генада, што е пуетја? Все КСЖ-а приди летја. Все пак тоа када комуна резултатот многу шпала на херат, а што сичен доли на виден бюмени стени. Комисиони, но в той чеверин, ветън джаш дит пас перфундимит траудите пар, па притор перфундимит ерандит дит да комунација. А иште кривоним и челимшен да и координирор на чеверин, претешмангов периоден комунитарът долен на вендине. Сепсе, нека да фат, туке чак се челиви още зједе тъмбаен на нимде денар. Ветън пак дит, па си магинтарът да им квюет на вендет, кој тој е понем. Дует бър да лини да нет конклюзиони прešpaljen прв резултати на зјелове, де конклюзиони прв на зјелове. Базуван на конклюзиони прešpaljen прв резултати на зјелове, а пати видео пречажда тидаш прежвидими на зјелове на комунат курупа штарите цензуси, филон търиет nga низете над нантори. Дата на дациране шешпални конклюзиони прešpaljen резултати на прв транди пар, да ще констатува се на ката комуна, нука штарите цензуси. Права, ние сами си ще дойдем да видим бюбени стени. Претендимет се дует към мерет си бас, дата е конклюзиони препофудними на зједеве, препологаритор, а патим преселите на тюре, ну кан бас нижо. Прандай, дата е бајке с зједеве на гостивар, да на тре комуна цера, дует да ед мъсавони, дели на фунтът диеторит, на мнюче зједете препондоен пред нафати дижо. Глиджи како, че апати час репетитор, логарите nga шпалија е резултатове првунитаре, е јо nga првундими процеси зјело. Прекадар суе и да итоем кретарите ковенит, че да бъј като далин, да шпал преследите зједеве на афатри пред сактор меричи, на млюче дели на фунта диеторит зједијат да јента првундуа. Пранай го има апели, кретарите парламенти чудит Африн Гаши, че да требој паварси да автономии, докато сактор датне зједеве паравиди три, на минути да се батуят гиджи, а што се чутуват, де никога сишт, ту мусојат магинтарове тавотојни. Сакими датас, ошно дорне ти. Мосто пресрисим да биминемо пашно да е магинтарове, а што сичен доли кур, ме вендим червитар, а тюре и умовува е треда перпендикуларно пред сакими на нумите кашнитарове на комуна. Ебе, пота мене ти да е джешме, си ти да паре, а тати джаш битор. Пърсани си вас види, пред сактора, че зједе туат тъмбаен брена джарзер тидре, пао парашикор да ми афат минимали. Крандай нука расуете придет ден на титан е фунди. Зигаши, тревони мадашти. Сактори бајте не зједеве пара види три, да мосиш да нjem ма баргитара. Още надзорам туај, че да дашмоим, такив се башно, форсен да индикими на въртете мрегатас, тъпартен на като ката комуна. Дуата към мен е да ги дилема. Си пас не е тучне твърде тю, не се нука рият цензуси, преследитат процеси с дјавот. Кю не нука ще чаксува. Си пас интерпретиваме те чеверис, кјомен кутон се процеси с дјавот преследитат на мили, че чишка не изгатили. Прекасиш към мунтом душоим еде кандидат. По дилема чендрон като, не се душоим кандидатът. Ко чендрон отига, че при кандидатът да рим да му ske цензус. Като му бъде тя през зједата реја, по преследите на зједе, нека мнуито да пишем кандидат да рим евентуално, да привилежува, да тем да дискриминувар, че гармон ме цензус. Кандай мендоим се дуат да преследите травно и пар зједор ме да нидат кандидат. Ведам кјо калоджи, на кът раст, се вселите тот, се преследите зједовен бар, бренда чажда тидре, га натедат, да се влијоват палатите кандидат да рим, комисиони ще дадо зједор, практикиш, но кмунки организует зједет да пала 500 бюдитра. Прави 500 бюдитра организует зједет. Имаджинони, че при министри си пласнели туче да кадат да види през зједет.
КАФА препесме тидаш пред да ни втори предаване на парламент. Като публикише декларира гръцки министр, да он КАФА препесме тидаш. Предаване парламент повече КАФА лиѓе препесме тидаш, пред се актуар дадене последните се тијаде. Си вас лиѓи, кој што му да швизуем плот 3 дит. Туке лен, ветам 3 дит да тjera организирани да сједеме мекан да 3. Че практикишеш памун. Се си сташ, къде се жест бъде минимум 500 дит. Кога все региони конфирмация последния зједе да бъдат метанијетит кандидат. Предашмавам што проблем евентуал, а по кеш кордорин тъмунче. Пандемия. Сега на тијовски истина го почнем. Почитувани медии, почитувани присутни, Државната изборна комисија вчера ги објави конечните резултати од локалните избори. Согласно со тоа, од вчера започна да тече рокот од 60 дена во кој треба да се одржат повторените избори во општините Гостивар, Ракшите, Маврово и Жупа. Тоа значи дека последниот ден за одржување на изборите е 11 јануари. Сепак се поставува прашањето: зошто ДИК чекаше до вчера? Зошто резултатите за овие 4 општини не беа објавени порано, како што беше случај во 2021 година, кога комисијата ја извести владата само 6 дена по завршувањето на првиот круг, без да го чека завршувањето на вториот круг во останатите општини. Дали ваквото одложување беше намерно и координирано со владата, со цел да се избегне гласање во период кога иселениците се присутни во своите родни места. Бидејќи со овој временски рок, очигледно е дека намерата е изборите да се одржат на 11 јануари, само неколку дена по заминувањето на иселениците во земјите каде што живеат и работат. Потребно да се направи јасна разлика меѓу заклучокот за објавување на конечните изборни резултати и заклучокот за завршување на изборниот процес. Врз основа на заклучокот за објавување на конечните резултати, законскиот рок од 60 дена за спроведување на изборите во општините, каде што не е постигнат цензус, започна да тече од 29 октомври, датум на кој е донесен заклучокот за објавување на резултатите од првиот круг и утврдено дека во 4 општини не е постигнат цензус. Ова е идентично со практиката применета во 2021 година, каде што истата комисија тврденото дека рокот треба да се пресметува од датумот на заклучокот за завршување на изборите немаат законска основа. Оттаму датумот на одржување на изборите во Гостивар и во трите други општини треба да биде најточно до крајот на декември, со цел изборите да завршат во рамките на законскиот рок. Законот предвидува дека рокот од 60 дена се смета од денот на објавување на конечните изборни резултати, а не од денот на завршувањето на изборниот процес. Од тие причини му се обраќаме на председател на Собранието да го направи потребното разграничување и да ги распише повторените избори во законскиот рок, со цел тие да бидат завршени до крајот на декември. Исто така, му патуваме јавен повик на председател на Собранието господин Давлин Гашев да покаже институционална независност и автономност преку определување на датум за одржување на изборите пред Нова година, со што ќе се обезбеди почитување на законските одредби и ќе им се овозможи на иселениците да го остварат своето избирачко право. Одлуката за определување на датумот е во негова надležност. Не треба да се повтори претходната грешка направени кон иселениците, кога со владина одлука им беше ускратено правото да влијаат врз определувањето на бројот на советници во општините. Дури и доколку вчерашниот ден се зема како прв ден од рокот за 60 дена, според законот се утврдува дека изборите треба да се одржат во рокот 60 дена, без да биде предвиден минимален рок. Од тука нема оправдана причина да се чека до последниот ден, т.е. до 11 јануари. Господине Гаши, покажете државничка одговорност, определете го одржувањето на изборите пред Нова година и не дозволувајте повторно разрачување на иселениците. Во вашите раце е можноста заеднички да ја докажеме вистинската сила и влијание на диаспората, најмалку во овие 4 општини. Дополнително, сакаме да укажеме на една правна дилема. Согласно член 132 од изборниот закон, доколку не се постигне цензус, изборниот процес се повторува.
ова одредба не е доволно прецизирана. Според толкувањето на владата, тоа значи дека изборниот процес започнува одново со можност за пријавување на нови кандидати. Но дилемата е очигледна. Ако се менуваат кандидатите, каде е логиката да за новите кандидати нема цензус? Ова не се нови избори, туку повторување на веќе одржани избори. Таквиот пристап би создавал нееднаква положба, односно би имал нови кандидати во привилегирана положба, а претходните би биле дискриминирани, бидејќи учествувале во процес каде важен услов за цензус. Поради тоа, сметаме дека повторувањето на изборите треба да се спроведе со истите кандидати од првиот изборен круг. Само таквиот пристап е во согласност со логиката и духот на законот, кој пропишува дека повторените избори треба да се одржат во рок од 60 дена. Од друга страна, доколку се дозволи пријавување на нови кандидати, ДИК фактички нема да може да ги организира изборите пред истекот од 52 дена. Такви се изборните рокови. На ДИК му треба 52 дена. Според член 134 од изборниот закон, председател на владата има рок од 15 дена да го извести председател на собранието. Имам јавна изјава од премиерот Мицкоски, рече јас имам рок од 15 дена. Од друга страна, господин Гадрин Граши има дополнителен рок од 15 дена за определување на датумот на повторните избори. Сега, согласно законот, може да се искористат дури 30 дена. И остануваат само уште 30 дена за организирање на изборите во основните кандидати. Што практично е невозможно, пошто рекол за ДИК ни треба 50 дена. Оваа правна празнина дополнително потврдува дека повторните избори треба да се спроведат со истите кандидати, со цел да се избегнат нужни проблеми и правни злоупотреби. Благодарам. Ќе може прашање? Во врска со темата може? Да. Пошто да се фокусираме на темата. Не, за темата. Да. Велите дека треба да се опозможи иселениците да гласат, односно да се види влијанието на диаспората во овие 4 општини. Дали сте свесни дека се работи за локални избори, дека според закон иселениците не ни може да гласат на овие избори, ако се навистина иселеници, а за парламентарните избори може да гласат само во ДКП-та. Носење на избирачи, односно државниот надзор тука, не само што не е етички, тука е забранено. Значи, потpuно грешка сте. Значи, пошто се во избирачки списоки само затоа што не се одјавиле дека живеат од тука, а реално не живеат. И нема зошто да влијаат, дали го гледате апсурдот, некој знатот да гласа за ваша општина. Прво, не се завршено. Второто прашање ми е дали неките нови кандидати бидејќи се нарушени односите во коалицијата со ДУИ и се плашите дека ДУИ ќе има нов кандидат. Не, видите, за нови кандидати зборуваме за правна рамка. Значи, ние се залагаме за почитување на правото и на демократијата. Нема врска тука. Значи, многу едноставно говори. Да се почитува правото и демократската волја на граѓаните. И за тоа се залагаме, за ништо друго. Тоа се ипотетички прашања. Во избирачки список во Гостива имаш 83.000 гласачи. И цензусот од 1/3 е во состојба на 83.000 гласачи. Фалат само 21 глас за цензус во Гостива. Сега ја неколкупати си го подневам во прашање. Каде е логиката да за бројот на советниците да не се зема предвид иселениците, за цензусот да се зема предвид. Значи, од тој двоја машини, вие како новинари треба да се залагате за ова, да го отворите овој проблем, да ги прашате тие од владата и сите други што се одговорни за оваа работа, зошто овие двоја машини. Значи, 83.000 гласачи има во избирачки список во Гостива, за разлика од 2021 година е пораснат за 4.000 гласачи, од 79.000 на 83.000, во споредба со Битола, да речеме, кај што во споредба со 2021 година имаме 5.000 гласачи помалку. Во прилеп имаме 2.000 гласачи помалку. Значи, ние сме рекли дека не се пречистени. Имаш илјадници луѓе што се мртви во Гостива и во Врачиште, што се уште се во избирачки список. Илјадници. И ова проблем е во бившата општина Гостива. Пред закон за територијална подобра. Гостива, Врачиште, Маврово, Јаново. Значи, во матичната служба на бившата општина Гостива не е направена како што треба, направено пречистувањето на избирачките списоци. Иселениците имаат право да гласат, тие се граѓани на оваа држава, тие се државјани на оваа држава и никој не може да ги спречи да го спречи тоа право. И тоа и цензусот зависи од вкупниот број на гласачи во избирачките списоци.
Много јасно да го кажа. Nëse mundet edhe në Shqip për frikën se partitë brenda AKI-s mund të dalin me kandidat Në kontekst edhe ndryshe. Nuk ka lidhje, ne flasim për një të drejtë demokratike dhe flasim për zbatimin e ligjit. Pra nuk ka lidhje këto, ne kërkojmë zbatimin e ligjit se ato referojnë në ligj. Pra ato referojnë në një ligj që thotë se 1/3 nëse nuk dalin në votime, s'ka cenzus. Kështu ligj ka vetëm në Maqedoni. Në asnjë shtet në evropske, në asnjë shtet s'ka cenzus. Po edhe në Maqedoni nuk ka cenzus për këshim, po ka cenzus për kryetar. Nuk ka cenzus as në Amerikë, nuk ka as në Australi, nuk ka as në Kanada, as e kundi. Kishte në Shqipëri votimet edhe në tjerë, në Vlorë dhe në disa komuna tjera, dalin ishte 80%. Pra imagjinoni, nuk ka cenzus as sekundi. Por sidoqoftë, nëse me ligj ti kufizon vullnetin demokratik të qytetarëve, vullnetin lirë, atëherë pse mos e zbatosh ligjin në rastin konkret? Pra nëse referohesh në ligj ku e kufizon vullnetin demokratik, se ligji është kufizim, ligji nuk është barazi përpara shpikjes, përpara zhvillimit, përpara të vërtetës, përpara zhvillimit të idesë demokracisë, përpara zbulimit. Po ligji është barazi përpara ndëshkimit të sanksionit, tu kemi ndëshkim të sanksion të vullnetit të qytetarëve të Gostivarit Bapçishtit. Në Gostivar 17 vota ka marrë Valbon Limani, që është sasi më e madhe e votave në dallim për gjithë kandidatëve tjerë të zgjedhur të blenë drejtin e parë, sepse në Gostivar s'kishte drejtë. A do jetë prap Valbon Limani kandidat? Valbon Limani do jetë prapë dhe Valbon Limani do jetë kryetar, gjithsesi Valbon Limani është ushtrues detyre kryetar komune, ajo nuk ka dilema. Po ne flasim për një dilemë juridike, nëse ti referohesh në ligj, zbato deri në fund. Mos e zbato ligjin në mënyrë të sekvencuar ashtu ku menon ty, në pjesën ku menon mos e zbatosh ligjin. Pra kjo është dilema. Nuk ka lidhje tash. Ne përse të dëgojmë në kuadër të Komisionit Vendimor Sekretare për Integrim dhe bashkëpunimi vazhdon. Nuk ka asnjë problem. Tha që bashkë për këtë deshat ju fiska e përgjigje, tha që bashkëpunimi vazhdon, po sot vetëm ju deputetët e ASH-s kroj të ravarit jeni. Jo, si mi gjithë. Unë vetë më rja qëqiri, ne u zatekëm në kumensu, se s'kemi A keni mbështetje për këtë betej edhe nga deputetët e AKI-s? Jo, nuk diskutohet. Mos e zgjat shumë për për shkak se përsëri pointa e presit është që ju si gazetar dhe mediumet ta përcjellin këtë dilemë juridike. Sepse nëse përgjigjem shumë në pyetje, humbet qëllimi i presit. Pra, qëllimi është ta shpërndajmë dhe qytetarët të informojnë për këto dilema juridike. Dhe kjo është shqare. Se KSH më duhen 52 ditë. Edhe është nëse kryeministri dhe kryetarët e parlamentit shfrytëzojnë të drejtën ligjore nga 15 ditë, KSH nuk mund të organizojë zgjedhje. Edhe është është logjika. Interpretoni ju, pra le të interpretojnë qytetarët të vërtetën se duhet të jetë. Normalisht mund të organizojnë se sot kryeministri informon dhe nesër qytetari Gashi e shpallën zgjedhje, se duhet deri në 1 janar maksimumi të bëjnë atë zgjedhje. Ne kërkojmë, qytetari Gashi nuk ka një afat minimal, qytetari Gashi ka afat deri në 60 ditë. Jo më shumë se 60 ditë. Ai mund të për 20 ditë, për 25 ditë. E si do organizojë KSH në këtë atë ditë? Është drejta e qytetarit Gashi. Ne kërkojmë çdo apel të qytetarit Gashi që të kërkojnë vitin 3 që të mundsojnë po në komunitar, janë se janë aty. Jo si në Koçov ose diku tjetër të vinë ato të maltretohen për guvernit. Janë këtu për një javë ditë. Pse mos e bëjmë në Kong, janë këtu çik, do ishte fair, do ishte korrekt, do ishte shumë normale. Ajde li uva na македонски за претеници зашто ти само 20 Ние во собранието кој се колега да кажа, че не се тие претенции на Алианса Албанца, поради тоа што и Садик Сулемани е пратен на Алианса Албанца. Бевме во собранието денеска, се подготвиме за прес, затоа нема обавежно, значи во гостиме во Врапчиште ќе кандидираме заеднички во коалиција. Не одиме како Алианса Албанца, се разбира. Имаме коалиција. За дискусија за некои ќе будете колега коалиционни влиян ose qeveria është komendu që mund të lojë zënën sa ndaj mere si ushtruese të detyrës në Kosovar, si e komentojnë? Që s'kam çka të komentoj, po përsëri do referohem, tash mund të emëroj qeveria, dhe qeveria sigurisht do kujt çfarë më çfarë planesh kanë. Pra, nëse nuk zbatojnë këto rekomandime që tash unë, do kanë plane të tjera. Po sidoqoftë, kishim edhe mendim të ekspertëve, të profesorëve të fakultetit të drejtësisë. E padëm se Gostivari është specifik, se Valbon Limani është zgjedhur sipas ligjit për veçërisë lokale ushtrues detyre. Dhe sipas ligjit për veçërisë lokale që është në kolizion me ligjin për zgjedhje. Sipas ligjit për veçërisë lokale, thotë se ai është zgjedhur ushtrues detyre dhe detyrën e ushtron deri në zgjedhjen e kryetarit të ASH, në zgjedhje të rregullt. Në Gostivar nuk kemi kryetar, që i bie Valbon Limani sipas ligjit për veçërisë lokale duhet të ushtron detyrën deri në fund.
Екишниот момент професорот факултет юридик Сурик Пешова и цитот јавно кундоштин диги президент диги правителство локали, кога расте, дует да прогласи диги правителство локали. Се диги правителство локали как бе дрет вулнетин демократик та чудетарната локалитет. Пра пишем никош ме дими помени ми експерта. Пра гостивар пърсери е да се емроат дикуш, скали да куш. Бил е рекруват Сонja Пјар, поскали да куш, пърсери ме се дует нешкеле, шкеле, дикуш, да се докара. Ганеч меза.